СДСМ денес ни спре со критики кон власти и политиката за намалување на финансиите предвидени за студентскиот стандард од 7,3 милиони евра во буџетот за 2026 година. ВМРО ДПМН пак повторно се осврнаа на правосудството и нивните барања за повисоки плати. Буџетот за 2026 година владата на ДПМН ги намалува парите за студентскиот стандард за огромни 7,3 милиони евра. Ова значи помалку пари за студентски стипендии, помалку пари за студентски оброци, но и помалку пари за студентските домови. Уште поголем удар врз секој млад човек кој се обидува да се образува и развива во својата земја. Во најголемиот буџет во историјата, власта нема пари за студентите. Наместо да се вложува во младите, владата на Мицковски ги крати парите. Дел од правосудните органи, односно судии и обвинители, кои се инкриминирани и инфилтрирани од поранешната власт на СДС и ДУИ, се погласни во своите барања за зголемени плати, а правдата никако да ја донесат. Со само 2% доверба една од најлошите статистики во светот. Дел од судиите и обвинителите бара да стигнат и до 360.000 денари плата. А за возврат, наместо правда, тие стануваат активни чинители на неправдата.